Помислете на сите нешта во Вселената. Зарем не се толку чудесни? Тука се земјата, месечината, сонцето, Венера, Марс и разни други нешта. Дури и небесните тела околу нас се навистина неверојатни. Со таква неверојатна создавачка моќ, Бог го воспостави Сион. Иако е мала порта и тесен пат, Бог подготвил се за да можат да дојдат до него оние што го бараат патот до вечниот живот и ја сваќаат неговата вредност. Фактот дека е направено од Бога укажува дека тоа е веќе ремек дело. Фактот дека е заповедано од Бога укажува дека тоа е веќе највредно и најголемо. Ве молам, размислете уште еднаш, вистината на Новиот Завет има толку драгоцена и вечна вредност во небесното царство. Колку е вредно да се почитува саботниот ден и празниците барем еднаш. Ако не беше скапоцено, Бог немаше да ни заповеда да го чуваме. Во Библијата е напишано дека ако вие кои сте лоши, што им давате на вашите деца? Вие им давате добри дарови на вашите деца, колку повеќе Отецот Небесен ќе им даде добри дарови на своите деца. Во него се вели дека иако некој е лош, тој знае како да им дава добри дарови на своите деца. Небесниот Отец и Небесната Мајка ги положија своите животи за нас. Бог не се двоумеше да страда на крстот за нас. Иако е Бог Творец, тој издржа да биде обесчестен од неговото создание. Бог толку многу сака. Ако вие, иако сте зли, знаете да им давате добри дарови на своите деца, колку повеќе вашиот Отец Небесен ќе им даде добри дарови на оние што го молат. Нели е ова многу значајна порака? Тогаш, што ни дадоа Отецот и Мајката? Тие ни го дадоа Новиот Завет, саботниот ден, Пасхата и празниците. Да ја разгледаме книгата Прво Петар, поглави 1. Да го видиме Прво Петар, поглави 1, стих 7. Та вашата вера испитана да излезе подрагоцена од нетрајното злато, кое сепак се испробува преку оган, за пофалба и чест и слава, која ќе се појави Исус Христос, кого го сакате, иако не сте го виделе и во кого верувајки сега, а не гледајки го. Се радувате со неискажлива и славна радост, примајки ја крајната цел на вашата вера, спасението на душите. Тоа спасение го бараа и испитуваа пророците што прорекоа за вашата благодат. Откако испитаа, во кое или какво време им јавуваше Духот Христов однапред, кој беше во нив, сведочејки за Христовите страдања и славата која иде по нив, ним им беше откриено дека тие не за самите себе служат, туку за вас. Беше направено за нас. Им беше откриено со она што ви се јави сега вам преку оние кои го проповедаа Евангелието од небото преку Светиот Дух, кој копнее да ги погледне. И во кое копнеат да дирнат ангелите. Што е Евангелието во духовна смисла? Тоа е Новиот Завет што ни го објави Бог. Што воопшто копнеат да направат ангелите? Тие копнеат да дирнат во тоа.